أي قلب ضمه الصدق بشوق، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن يتوارى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Во претходната худба беше говор за едно од Аллаховите возвишени имиња Ар-Раззак, а тоа е дека Аллах е едини снабдувач, дека Аллах е едини кој дава риск и кој го одреди рискот наш уште пред да ни створи. Но Аллах Азза ва Џел за свекој наработа на ова дуња има направено себепи и причини. Па Аллах Азза ва Џел ни имат известено за причините како да стигнеме до риск, како да ни се зголеми рискот и како да имаме берекет во нешто возвишениот Аллах Азза ва Џел ни го дава. Од тие причини, прва и главна е токму враќа иманот и верувањето во Аллах Азза ва Џел и богобојазливоста. Велит Аллах субханаху ва таала: "Валау анна ахлал қура аману ваттақау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." А жителите на населбите, на градовите, да верува и да беа богобојазливи, ние благослови од небото и од земјата би им давале. И од небото и од земјата. Кога? Кога би верувале во Аллах Азза ва Џел и кога би се плашеле од него. И вели субханаху ва таала: "Ва ман яттақиллаха ядж'ал лаху махраджа ва ярзуқуху мин хајсу ла яхтасиб." А кој вистински ќе се плаши од возвишениот Аллах, тој ќе му даде излез од секоја тешка ситуација и ќе го обскрби, ќе го снабди од каде што не се надева. Овие аети не учат дека правиот иман и искрената богобојазливост не само што го штитат срцето и делата на човекот, туку се и врата за рискот, за олеснување и берекет што доаѓаат од места кои човекот не може ни да ги замисли. Верување и богобојазливост. Од причините за риск е и таваккулот. Ослонувањето на возвишениот Аллах Азза ва Џел со истовремено преземање на потребни средства и причини. Не да се ослониш на Аллах Азза ва Џел и да седниш без да го бараш рискот. Ове не е исправен таваккул и не е исправно ослонување на возвишениот Аллах Азза ва Џел. Омер ибн Хаттаб радијаллаху ан пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Кога би се ослониле на возвишениот Аллах со вистински таваккул, со вистинско ослонување, Аллах ќе ве снабди како што ги снабдува птиците, излегуваат гладни наутро, а се враќаат сити навечер." Овој возвишен хадис ни покажува дека вистинската доверба
и ослонување на возвишениот Аллах Азза ва Джел не значи пасивност, не значи оставање на средствата и причините. Затоа вели Мухамед алейхи селам, птицата не седеше во своето гнездо, туку излезе, бараше, се трудеше и леташе, па Аллах Азза ва Джелле е снабди и се врати во своето гнездо сита. Така и верникот, бреќа. Ча се трудит, планират, работат со халал средства и причини, но срцето треба да му биде цврсто ослонато на својот господар или господарот на рискот. Трета причина од причините за риск е цврсто придржување кон намазот. Намазот е еден од најголемите причини за риск, за зголемување на берекетот. Намазот е твојата врска со возвишениот Аллах Азза ва Джел. Ти се сечаваш на Аллах во намазот, па Аллах Азза ва Джелле те спомнува меѓу оние кои ги снабдува и им дава хајрати и добрини. Вели субханаху ва таала: "Ва'мур ахлака бис-салати вастабир 'алейха, ла нас'алука ризқа, нахну нарзукук, вал 'ақибату лит-тақва." Нареди им на твојата фамилија, нареди им на твоите блиски намазот да го извршуваат и биди истраен на тоа. Не еднош или два пати, биди истраен во наредување на намаз на твојата фамилија. Па велит Аллах Азза ва Джел, ние од тебе не бараме снабдување, не бараме риск од тебе. Аллах Азза ва Джел немат потреба од риск. Баш напротив, ние тебе те снабдуваме, велит Аллах Азза ва Джел, а добриот крај му припадви само на богобојазливите. Велит Ибн Кесир рахимахуллах за овој ајет, тоа значи дека кога ќе го извршуваш намазот, рискот ќе ти дојде од места од кои не очекуваш. Рискот ќе ти дојде од места од кои не се надеваш, доколку го извршуваш намазот кон возвишениот Аллах Азза ва Джел. Што значи намазот не е само ибадет, туку е и врата веќе на берекет, врата на заштита од сиромаштија, начин на добивање риск, што не си можел ни да го замислиш. Четврта причина од причините за риск е токму трошење на Аллаховиот пат. И ставање од твојот имот и трошење заради Аллах Азза ва Джел. Било да се работи за обавезно трошење, како што е зекат, како што е издржување на своите деца или блиска фамилија, или пак и доброволна садака. Било кое трошење на Аллаховиот пат. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Велит Аллах Азза ва Джел, а што и да потрошите, што и да дајте заради Аллах Азза ва Джел, тој ќе ви го надомести. Аллах Азза ва Джел ќе ви го надомести. Тој е најдобриот снабдувач, најдобриот кој дават риск. Возвишениот Аллах Азза ва Джел, бреча, не дозволува да се намали имотот на оној кој троши за негово задоволство. Аллах Азза ва Джел не дава да пропадне имот на оној кој истава заради Аллах субханаху ва таала, туку напротив го зголемува, го благословува и го заменува плюс со нешто подобро или со повеќе. Верникот трошит, во основа даваш и иставаш од твојот имот, но срцето ти е исполнато со цврсто убедување дека Аллах Азза ва Джелле е едини снабдувач. Затоа садаката или трошењето и давањето е торговија со Аллах Азза ва Джел. А свекој еден кој прави торговија со Аллах субханаху ва таала никогаш немој да пропадне и никогаш немој да изгуби. И петтата причина е една од најлесните, но највлијателните за риск, за зголемвање на рискот и беречетот е токму, бреча, опроста и барање опрост и истигфар. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле велит: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. Од Господарот свој опрост барајте и покајте се, а тој ќе ви даде до смртниот час убаво да проживеете. А нема убаво живење без убав риск, без халал заработка, без халал и убаво снабдување. И на секој доброчинител ќе му подари заслужена награда. Се пренесува дека дошол некој човек и Хасан ал-Басри рахимахуллах и му се пожалил на суша. Па му рекол Хасан ал-Басри: барај опрос од Аллах.
чини истигфар што повеќе. Дошол друг, се пожалил на сиромаштија, па му рекол Хасан ал-Басри, барај опрос од Аллах азза ва џел. Дошол трет човек и рекол дека неговите градини пресушиле, од кои градини живееле, од кои ниви живееле. Па му рекол Хасан ал-Басри, барај опрос од Аллах азза ва џел. Дошал и четврта особа и му рекол на Хасан ал-Басри, замоли го на Аллах азза ва џел, чини дова ке Аллах азза ва џел да ми подари син. Немал деца, немал синој. Па му рекол повторно Хасан ал-Басри, барај опрос од Аллах азза ва џел. Па му рекле асхабите, овие луѓе дојдоа кај тебе со различни потреби. Едниот се жале на суша, другиот на сиромаштија, третиот на уништени бавчи, а четвртиот бара дете од возвишениот Аллах азза ва џел, а ти на сите им одговори, барајте опрос од Аллах. Што е работата? Што е одговорот на ове? Велит Хасан ал-Басри рахимахуллах, не реков ништо од себе, не зборва од мене. Туку велит, ги следев Аллаховите зборови, кои ги пренесува од зборовите на Нух алейхи салату вассалам, кој му рече на неговиот народ, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Велит Аллах азза ва џел, па им реков на народ, тоест Нух алейхи салам им рекол на неговиот народ, барајте опрос од Господарот свој, бидејќи тој на вистина многу простува. Па ако побарате опрос и се покаете, тој ќе ви прати обилен дожд и ќе ве подпомогне со имоти и со синови, значи ќе ви го зголеми богатството и синовите и ќе ви подари градини и реки ќе ви даде. Све ове од барање опрос и враќање кај возвишениот Аллах азза ва џел. Ове предание и ова случка е голем лек. Истигфарот, бреќа, е решение за суша, решение за сиромаштија, за слабост, за бесплодност, за тага и за секоја тешкотија. Кога човек се враќа кон возвишениот Аллах азза ва џел, тога со Аллахова дозвола и рискот, и смиреноста, и берекетот се враќаат кон него. Затоа, браќа, чувајте овие 5 работи. Чувајте го вашиот иман, ослонувањето на Аллах азза ва џел, намазот, садаката и посебно истигфарот и барајте опрос од Аллах азза ва џел, ако сакате да се зголеми вашиот имот и да видите берекет во него. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم انصرهم وأيدهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في السودان، اللهم انصرهم في فاشر، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم وألف بين قلوبهم. اللهم أخرجهم من هذه الورطة. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم. اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.